Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе ти кажам како музиката може да ти помогне подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Музиката од секогаш е дел од мојот живот. Уште од мали нозе, музиката е дел од мојот живот. За усовршување на било кој јазик што сум го учела, од секогаш сум воведувала песни на тој јазик во моето секојдневие. Музиката е она што ме опушта во животот и во денот. Кога ќе пуштам музика на јазик кој го учам, не чувствувам оптеретување, туку ме одзема некое чувство на исполнетост. Кога слушам музика, се обидувам да ги фатам зборовите, но не се оптоварувам многу. Кога некоја песна ми се допаѓа, ќе си ја пуштам неколку пати. Со слушањето на песни многу полесно сум го апсорбирала тој јазик, некои зборови и изрази. Дури и некои нови зборови имам научено на овој начин. Ќе разберам од контекстот зашто се работи во песната, односно кое е действието кое се одвива. А ако слушнам некој збор кој се повторува неколку пати, ќе го запомнам и ќе запишам и потоа ќе поберам превод, а ако во моментот не го знам значењето на тој збор. Па така и ден денеска си имам музички листи на мојот телефон на англиски јазик, француски, италијански и шпански. Кога слушам песни на овие јазици, истовремено се опуштам и си ги повторувам јазиците. Музиката во мојот живот ми служи за опуштање. Се надевам дека македонската музика ќе влезе во твојот живот и ќе ти помогне да се опуштиш при учењето на македонскиот јазик. Во продолжение ти оставам песни кои се наоѓаат на мојата музичка листа од македонските пејачи и пејачки. Јас повеќе преферирам брз ритам, но секако дека ќе најдеш и балади, односно песни со поспор ритам. Едниот и најдобриот Славе од Крушево е Тоше Проески, песна која најмногу сакам да ја слушам е Морска ѕвезда. После неа ми доаѓаат и Во коси да ти спијам, Студена, Никој како тебе не бакнува, По тебе, Кој ли ти гризе образи. Кога на YouTube ќе бараш Тоше Проески, ќе ти излезат многу песни и листи на песни. Отслушај неколку и најди си она што тебе ти одговара. Направи си своја листа на песни, по твој избор. После Тоше, омилена пејачка ми е Каролина Гочева. Ми се допаѓа нејзиниот глас. Така е милозвучен и нежен и многу убаво се разбира суштината на песната. Таа повеќе има балади. Ево неколку песни кои многу сакам да ги слушам. А тоа се 1 март, За нас, И ќе биде се во ред, Сакај ме, Кажи ми, Штом сакаш. И Каролина можеш многу лесно да ја најдеш на YouTube. И третата омилена пејачка која сакам многу да ја слушам е Калиопи. Ова се песните кои најчесто ги слушам од неа. А тоа се Најмила, Обои ме, Црно и бело, Дали ме сакаш и Дари, дари, дам. Според мене тоа се пејачите кои може да ти помогнат да го забрзаш учењето и зборувањето на македонскиот јазик. Секако дека ова можеш да го практикуваш и на било кој друг јазик во усовршувањето кој го усовршуваш во моментот. Доколку пак ти сакаш уште денеска да зборуваш македонски со жив човек, закажи ја твојата прва бесплатна консултација. Таа ќе ми овозможи да те запознавам подобро и ќе можеш да ми кажеш што во моментот најмногу ти представува предизвик кога е македонскиот јазик во прашање. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.